За денеска се најавени повторно протести против поскапувањето на струјата. Граѓаните на улица, енергетските компании си молчат, а буџетот се тенчи. Прашањето е до кога? До каде се подготвени граѓаните да се борат? Пред 2 дена иницијативниот одбор за организација на протестите обвини дека токму од компаниите им се подготвувале сценарија за да се спречат протестите и да се намали поддршката на граѓаните за овој граѓански револт, односно начинот на неговото изразување. На линкот Тетово во овие вести ја вклучувам колешката Милена. Милена, повели со твојот соговорник каде ќе се движат протестите и што ќе се случува денес? Добар ден од центарот на Тетово. Овде вечерва од 19 часот, но и во неколку други градови низ државата, по 5-ти пат се организираат протести против одлуката на регулаторна комисија за поскапување на струјата. Гостин во овие вести е еден од организаторите на протестите, господинот Аднан Вока. Господине Вока, добре дојдовте во вестите на Алфа. Кои се вашите барања? Остануваат оние истите, така? Фала за поканата прво и поздрав до сите ваши гледачи. Ние си остануваме на наши барања и нема да отстапиме до крај. Значи, тие барања се барања од граѓаните, не на индивиди или... Значи, тераме до крај, идемо до крај. Еве, рековме, ова се 5-ти протести поред, меѓутоа до сега не влијае да се смени одлуката на регулаторна комисија. Што понатаму ќе преземете, како ќе действувате? Ние ќе идемо, значи, уште со демократски средства, до крај. И до крај, ако не идеме, значи, не постигнемо резултати, ќе има и друг план. Значи, други организации ќе има уште по-тешки блокади, може, па ќе има и насилни работи, затоа што ние не сме за таа работа, ние за насилство не сме, бараме тоа глуво уво да не слуша и да преземе мерки. Дали до сега имавте средба со некој, еве веќе и владата е викнана со некои представници на владата, дали ве викнаа на разговор, барем некако да се почне во изнаоѓање на некој решение или постигнување на договор? За сега не. Иначе тие ги знаат нашите барања се јавни, ние ги имамо, значи ево и вечерва ќе ги прочитаме, ќе ги преследиме. Контакти не сме имале со никој не барал до сега. Дали вие можеби побаравте еве сега со новата влада да ве примат, да разговарате? Ние не сме барале. Ние сега во најскоро време ќе бараме од шефовите на парламентарците тие да не примат на разговори. Значи, тие се парламентарци кои треба да работат за овој народ, за овие граѓани таму. Иначе за протест има граѓани кои ќе протестираат. И сега ќе барам, мислим, ќе пуштимо јавно барање да не повикаат овие господата од парламентот. Кажете ми само уште во колку градови вечерва, каде се очекува се да има протест? Па се знае, тука у Тетово, Гостивар, Скопје има, Кичево ќе има, Дебар ќе има. Имало и во Прилеп и Манастир. Чекамо и таму. Поради вашиот празник што беше прошлата недела, Прилеп и Битола, Скопје немаше, а овој петок, значи, ги чекамо и таму да има протести. Ние ги каниме сите градови на цела земја да излагаат на протести, пошто ова е интерес на народот, на граѓаните. Ви благодарам што бевте гостин во вестите на Алфа. Значи, тоа е вечерва во 19 часот, ете споменавме во повеќе градови се одржуваат по 5-ти пат протести против одлуката за поскапување на струјата. Доколку Искра имаш некое прашање, повели. Милена, ти благодарам. Да, она што е клучно од изјавата на човекот, односно представникот, соговорникот на Милена од иницијативниот одбор е дека за жал никој досега од власта, односно од владата, не ги повикал на разговор, а сепак граѓаните во огромен број и низ целата Македонија протестираат. Она што исто така го најави соговорникот на Милена е дека парад итна средба со представниците во парламентот, односно со пратениците, чувствуваат дека тие се нивните избраници и дека се должни да ги примат, барем и сослушаат и да се обидат да најдат солуција и секако на крајот ги повика сите граѓани од цела Македонија во сите градови вечерва во 19 часот да бидат на улиците и да го изразат својот револт против најавеното поскапување.